Во Источна Македонија засега се градат два нови експресни патни правци. Едниот е Штип-Кочани, кој што засега поради одредени пречки како што се асфалтна база, далеководи и археолошки локалитети на трасата, оди бавно, додека патот Штип-Радови се очекува да се гради побрзо и да биде готов за 3 години. Засега во Источниот регион ќе има само експресни патишта, а за автопатски решенија има одредени стандарди, забележува првиот човек на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов. За да се гради еден автопат има на целото тоа економски кост-бенефит, а и економска анализа кога и колков протек на патишта има. За ваша информација, за да се изгради еден автопат потребно е да има дневно 12.000 возила. Ние се уште сме далеко од таа бројка, првен да го направиме овој, но што е битното? Еден експресен пат е во суштина, во пракса, еден дел од автопат. Една делница од автопат. Токму и ова е предноста, забележува Китанов, кога ќе има поголем проток на возила низ делниците Штип-Кочани и Штип-Радовиш. Во тој случај државата може без проблеми да ја почне постапката за изградба на автопатски решенија, односно да се изгради уште една лента во спротивен правец. Преднос е и тоа што постапката за експроприација на земјиштето е завршена. Изградбата на експресниот пат Штип-Радови ќе носи голем бенефит за производителите на храна од Струмичкиот и Родовишкиот регион, кои што годишно преку старата делница превезуваат стока вредна околу 200 милиони евра.